Кривичниот суд на 19 септември, еден ден откако апелација прифати бомбите да бидат доказ во предметот 300, ги отфрлил прислушуваните разговори на специјалното јавно обвинителство како докази во обвиненијата за случајот ТНТ, а на 2 октомври и за предметот Титаник 2, апелацискиот суд предходно постапувајќи по жалби на СЈО за отфрлање на бомбите како доказ во случајот 300, но и во случајот за насилството во Центар, веќе донесе поволни одлуки за обвинителството. Апелацискиот суд во одлуките наведе дека прислушуваните разговори се дел од доказниот материјал, бидејќи со формирањето на специјалното јавно обвинителство, аудиозаписите од телефонските разговори се внесени во правниот поредок на Република Македонија. Од СЈО информираат дека освен овие два предмети, за уште 4 случаи на специјалното јавно обвинителство, бомбите се отфрлени како доказ, а тоа се предметите Титаник, Тенк, Тифани и Тревник. Отфрлањето на бомбите на СЈО се случува во фаза на оценка на обвиненијата. За овие предмети, според распоредот кој беше објавен на веб страницата на Основниот суд Скопје 1, одлучувале судиите Моника Бахчовановска, Верка Петковска, Лидија Петровска, Ленка Давидкова, Ивица Стефановски, Горан Бошевски и Маријан Грубиша. Предходно судот донесе таква одлука и за предметите Тендери, Топлик и Тортура, за кои апелациониот суд потоа дозволи снимките да бидат третирани како докази. Се очекува специјалното јавно обвинителство да поднесе жалба за 6 одбиени предмети во согласност со законскиот жалбен рок. Специјалното јавно обвинителство информира дека во согласност со жалбениот рок, како што пропишува законот, до апелација ќе поднесат жалби за овие 6 одбиени предмети. Инаку, СЈО до Кривичниот суд достави 17 обвиненија, во кои главно обвинети се политичари од врвот на ВМРО ДПМН.